Почитувани тендерувар, добре дојдовте, мир се ердат на панел дискутивни на ИМАС, на панел дискусијата на Институтот за медиуми и аналитика ИМА, која што ја насловивме Слободата на медиумите наспроти политичките притисоци и пропаганда, дезинформациите и говорот на омраза. Како понатаму? Овој настани електронската публикација која што ќе преизлезе од излагањата на панелистите се дел од активностите на Институтот за медиуми и аналитика ИМА, поддржани од Европскиот фонд за демократија European Endowment for Democracy од Брисел, и е придонес за остварување на нашите заложби за унапредување на слободата на медиумите, развој на критичкото мислење и дебата и потрага по решенија за справување со овие проблеми. Како панелисти на оваа дискусија поканивме истакнати новинари и уредници, луѓе кои што се долго време во медиумите и во професионалните медиумски организации и со нив ќе разговараме и тие ќе ги изнесат нивните ставови и мислења за состојбите со слободата на медиумите во земјава. Со нас е Младен Чадиковски, новинар, моментално председател на Сдруженијето на новинарите на Македонија. Добре дојде, Младен. Добре. Драган Антоновски, новинар, долгогодишен и моментално генерален директор на медиумската информативна агенција МИА. Добре дојде. Арта Тахири, редактор е Љајмеве на телевизион национален Ајсат. Арта Тахири е уредник на вести во националната телевизија Алсат. Мир се еве, Арта. Мир се еве. И Атанас Кировски, долгогодишен уредник и новинар, поранешен директор и главен уредник на телевизија Телма и дописник на BBC. Добре дојдете сега. За почеток, сосем кус вовед во врска со слободата на медиумите во земјата, 38-то место на индексот за слободата на медиумите на Репортери без граници е најдобро рангирање за земјава во последниве 15 години, подобро и од другите земји во регионот. Состојбата е подобра од времето на автократското владење на Никола Груевски и тоа го констатираат сите панелисти кои што се тука со нас на овој настан. Но ова не значи дека констатираните проблеми не се сериозни и сложени.